Невозможно е до решение на спорот меѓу МПЦ и СПЦ да дојде преку договор, е ставот на познавачите на состојбите по пораката на Вселенскиот патријарх Вартоломеј, дека ќе се заложи за помирување меѓу двете православни цркви. Новинарот Бранко Ѓорѓевски за Алфа вели дека е скептик дека воопшто ќе дојде до средба меѓу МПЦ и СПЦ, но и доколку би дошло, вели ништо не би се променило. Српската православна црква има категоричен став дека ние не можеме да добиеме ништо повеќе него автономија, а што за нас е неприфатливо. Јас сум сигурен дека на таа средба нема да се слушне ништо ново, нити дека ќе помогне да се дојде до некако компромис. Средбата би била повторување на истите ставови така. И затоа сум скептик дека Српската православна црква ќе отиде таму. Пораката на Вартоломеј остро осуди Руската православна црква. Велат Вселенскиот патријарх решил да изабие нож во грб на СПЦ. Портпаролот на Московската патријаршија Владимир Лейгода вели религијата почнала да се користи во функција на политичките елити. Цариград има намера да легализира уште еден раскол. Патријархот Вартоломеј ја поддржа жалбената постапка на Македонската православна црква. Очигледно одлучи да се стави во функција на политичките елити кои ја користат религијата во своите игри. Тоа во суштина е забивање на нож во грб на Српската православна црква, на која веќе и се заканува прогон во Црна Гора. Во православниот свет познато дека постои големо нетрпение меѓу Руската црква и Вселенската патријаршија. Според Ѓорѓевски, ваквиот поток од руска страна представува еден вид притисок врз СПЦ, конечно да одлучи на која страна ќе биде, дали со Вартоломеј или со Руската патријаршија. Ово е потсетување на Српската православна црква дека треба да ја определи страната и да се стави на страната на Москва. Вака, каков ќе биде на тамошен расплет на настаните ќе се види. Меѓутоа факт е дека се случуваат групирања во православието. А во врска со спорот меѓу Македонската и Српската црква, според Ѓорѓевски, единствена отворена опција останува Вселенската патријаршија да се стави во улога на повисок суд и да донесе одлука за признавање на МПЦ без договор меѓу двете страни.